Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во анализата на телевизија 24. Се уште траат преговорите за формирање на новата влада, кои сега се водат помеѓу СДСМ, ДУИ и останатите партии, откако ВМРО ДПМН не успеа да состави парламентарно мнозинство. Доаѓаат различни информации околу тоа дали има напредок во тие преговори и се уште се чека исход, но од друга страна ВМРО ДПМН најави дека доколку се состави влада во која, како што велат, парламентарното мнозинство ќе го имаат партиите кои не победиле на изборите, тоа ќе значи влегување во нова нестабилна фаза за Македонија. Оно што го кажа ВМРО ДПМН за некои аналитичари дури беше интерпретирано и како закана, а партијата вели дека нема да отстапи од тие принципи и дека бара да се почитува правилото формирање на влада победник со победник. Ова се само дел од темите со кои ќе разговараме вечерва со нашите вечерашни гости. Тоа се доцентот Ана Чупевска-Станишковска од Правниот факултет и професорот Шпатим Латифи од Универзитетот на Југоисточна Европа. Добро вечер. Добро вечер. Овој принцип, победник со победник, кој е, па да не кажам наметнат, но е дефинитивно наметнат од она влада од 2008 година помеѓу ВМРО, ДПМН и ДПА, кога настанаа сите оние проблеми, тогаш предизвикани од ДУИ, подосна беше тој Мајски договор, кој тогаш не се признаваше дека постои од ВМРО ДПМН, а сега ВМРО ДПМН се повикува на него. И сега се бара да се почитува тој принцип. Кажете ми, треба ли малку да се вратиме сега на основите бидејќи Македонија излегува дека има некакви специфични посебни правила во демократскиот свет, особено за оние кои важат за представничка демократија? Па да, добро, во право сте, значи паралелите кои што се прават имаат за цел само да ги легитимираат овие последни настојувања од страна на партијата со најмногу мандати, меѓутоа не доволно во смисла на парламентарно мнозинство, бидејќи парламентарно мнозинство кое што е предвидено од уставот, тој мало дете да го прочита ќе разбере, значи 61 пратеник вкупно. ВМРО немаше толку пратеници, имаше 59 и за да формира влада му требаа уште пратеници за да стигне до бројката 61. Од тука го вратија мандатот. Штом го вратија мандатот, сега по истиот принцип требаше мандатот да биде доделен на Заев. Меѓутоа, имајќи ги предвид настојувањата и потезите последователни, она што преостанува како решение е пратениците сегашни, бидејќи ние тоа што немаме влада не значи дека немаме пратеници. Ние имаме пратеници чии што мандати се веќе верификувани во собранието. Тие може да се состават, да се состанат со најстариот пратеник, да се формира владата и да се продолжи понатаму, бидејќи ова не е ова не е голем проблем колку што се сака да се наметне во јавноста за ние околу тоа да дебатираме до бескрај како би се купило време во рамките на преговорите. Тоа се моите впечатоци. Да, вие веќе наметнавте некои дилеми од ова што го кажавте, ќе продолжиме со тоа. Латифи, кажете ми, зошто некако повторно ние треба да се навраќаме во Македонија за да објаснуваме што е народен пратеник, од кого тој го црпи неговиот легитимитет, што значи парламентарно мнозинство. Зошто, како што вели Чупевска-Станишковска, влегуваме во тие замки? Затоа што се сака да се дојде на власт. И бидејќи се сака да се дојде на власт, некогаш политичките партии и не ги бираат средствата и начинот како да се дојде на власт, и тука борбата е легитимна, меѓутоа треба да се изберат методите што ќе се користи. Значи да не се доведуваме, тоа што го поставувате како прашање, значи да не се доведуваме во ситуација да ние одново основните работи и дефиниции да ги дадеме што представува парламентарно мнозинство кој треба да го добие мандатот и така натаму. Без разлика што колешката ова го објасни, она е правник, че не би сакал да навлезам во правно толкување, меѓутоа мислам дека има еден посуштински елемент и една работа која што треба било кој што сака да направи влада, било да е тоа ВМРО или СДСМ, треба да има предвид дека клучното прашање не е
кој ќе го добие мандатот за 20 или 30 дена и да ја добие шансата да формира влада. Тоа е само можеби еден психолошки притисок врз другиот да се направи, за да на некој начин се добие впечаток во јавност дека едната или другата партија ќе има шанса да формира влада. Јас можам да се повикам само на експертските мислења од уставното право за тоа каде е грешката, бидејќи мислам дека барем по тоа прашање направена една грешка од страна на Ѓорѓе Иванов, тоа е дали во моментот кога го додели мандатот на ВМРО ДПМНЕ, без при тоа да знае он дека ВМРО ДПМНЕ има мнозинство во парламентот, или сега во случајов кога не го дава мандатот на СДСМ, по истиот принцип, не знаејќи кој го има мнозинството. Дури да е ова што кажа колешката, ја мислам дека е првото, дека он тогаш требаше да ги направи консултациите и да го даде сега мандатот. Значи, сепак тоа не е клучното прашање. Мислам, клучното прашање е, ако го додели мандатот, дали СДСМ ќе успее да формира влада. Добро, председателот Иванов, само да појаснам, кажа, според неговиот став, дека поточно всушност, тоа го кажаа партиите кои биле на разговори со председателот Иванов, да се поправам, дека одлуката на председателот Киро Глигоров. Не само тоа, туку и партиите кои биле со него на разговори, кажаа дека председателот Иванов им кажал дека од ВМРО ДПМН, тоест од нивниот мандатар господинот Груевски, добил уверување дека тој ќе состави коалиција со ДОИ и затоа му го дал мандатот. Но се разбира, ова не е потврдено од кабинетот на председателот, тоа го кажаа дел од партиите кои били на разговор. Било така, да претпоставиме дека е така и он го добил уверувањето, треба истиот принцип тогаш да го следи во вториот случај. Меѓутоа, ако принципот е прекршен првиот пат, еве да се обидеме тоа да го толкуваме тоа сега дека се коригира и дека ако верувал првиот пат, а бил изневерен условно од тој што ветил дека го има мнозинството, сега сака да биде ептен, цврсто убеден дека овие другите што го барат мнозинството го имаат. Меѓутоа он значи да не даваме премногу значење во случајов на Ѓорѓе Иванов и на кого он ќе го даде мандатот. Затоа што он технички мора да го даде мандатот на тие партии или таа коалиција која што ќе го има мнозинството. Значи он не може да избега од тоа. Значи прашањето е кој ќе успее да формира мнозинство во случајов. И по таа логика мислам дека се уште клучот е во двете поголеми партии кои што сега од етничките блокови кои што преговараат, СДСМ и ДУИ, и од преговорите, од исходот од преговорите зависи дали СДСМ ќе успее да го добие мандатот или не. Значи, ако они се договорат, секако ќе го добијат мандатот. Ако не се договорат и да го добијат, ќе мора пак да го вратат. Значи, само ние го одложуваме за неколку недели тој процес за да распишеме нови избори. Но се надевам дека партиите ќе смогнат сили и да ги слушаат и гледат и интересот и на државата и на народот и да најдат начин да се излезе од кризата, па и сугестиите кои што доаѓаат од меѓународната заедница, од Европската унија пред се и од САД, да се направи обид сериозен, да сепак се успее да се формира влада со поширока поддршка. Кога се вели поширока поддршка, тука има разни начини на толкување што значи тоа. И дали тоа значи влада на национално единство, каде што ќе учествуваат сите партии, што мислам дека технички е невозможно и дури да е возможно, таа влада сепак би била повеќе техничка отколку политичка и не може битни одлуки со таква влада да се донесат, или пак со тоа се мисли, мислам дека второто повеќе, да се формира влада со едно мнозинство какво такво, а останатите партии да не прават проблеми. Да, ќе зборуваме за овие варијации на темата, значи каква би била таа влада, што мисли Европската унија која ги дава тие пораки. Утре впрочем доаѓа и еврокомисарот Хан во посета на Скопје, веројатно ќе се зборува и за тоа. Сакам да ве прашам уште една работа кога сме кај председателот. Тој овој пат наметна уште еден нов момент во целиот процес, кога кажа дека според членот 90 од Уставот идниот мандатар
сака да му донесе доказ за парламентарно мнозинство, но тука спомна и почитување на национални интереси. Кажете ми, каква е таа дефиниција која може да влезе во тие национални интереси и мислите ли дека токму во тој чекор председателот може да создаде уште една обструкција во целиот процес? Бидејќи може да се дефинираат за СДСМ тие национални интереси може да се едно, за ДОИ друго, за ВМРО ДПМН трето, а за председателот нешто измеѓу. Пред да ви одговорам само на прашањето заради јавноста, бидејќи колегата нагласи тука дека сум правник, јас не сум правник, политолог сум. Не заради вас, заради другите, а заради колегите правници, да не помислат дека имам намера да им ја крадам професијата. Во врска со вашето прашање, во право сте, значи националниот интерес не може да биде ексклузивно право поврзано со определена партија, па дури не со определен етникум. Мислам дека тие изјави се поврзани, беа повеќе упатени на електоратот на ВМРО за да се смири, народски кажано, во правец на нужноста од прифаќањето на барањата за платформата, иако доведуваат таквите изјави може да се толкуваат и како пречекорување на овластувања, како условување на задавање на мандатот. Меѓутоа, јас сум убедена дека председателот знае дека на ниеден начин не може да бара дополнителни услови за да го додели тој мандат. Мандатот го има многу едноставно тој што ќе го формира мнозинството од 61 пратеник. Да. Добро, во целата ова па може да се каже малку и конфузија во македонската политика, се чини дека дополнителна конфузија неси Европската унија, тоест Европската комисија со ставовите околу тоа каква влада очекува унијата. Па се спомна влада со широка поддршка, па широка влада, па не била тоа широка влада, па после пак да кажа дека мислеле на широка влада. Што мислите, еве, што всушност бара унијата? Вчера евроамбасадорот Жбогар па кажа една друга дефиниција дека очекуваат идната опозиција да дава поддршка на владата. Па да, значи Европската унија не може да се дозволи директно да кажува кој да формира владата. И тоа е во ред, мислам, во рамките на дипломатските протоколи, но тука јасна е пораката дека владата мора да не смее да биде од ексклузивистички тип. Што значи тоа? Тоа, например, значи дека не мора нужно да биде мандатар на таа влада, да речеме, ВМРО. Меѓу другото. Или друго што значи? Сега повеќе читање има нормално. Може да предпоставиме дека би дале поддршка, да речеме, и на вистина една екстензивна влада, што би вклучила и пратеници дури и од ВМРО ДПМН, и од СДСМ, и од сите партии. Значи, мојот впечаток е дека во тој правец ќе се движи и утрешната посета на Хан, односно дека можеби ќе најави некоја навистина широка влада. Значи, тоа е она дефиниција за широка коалиција во која би биле речиси сите. Не, да, ама во оваа ситуација нема некои посебни дефиниции, не постојат посебни дефиниции, бидејќи кој да е мандатарот, таа условно кажано ќе биде малцинска влада од причина што нема 61 во првиот праг. Ме разбирате? Да. Од тука се што е понатаму мора да биде широка, сега широчината, опсегот на широчината до каде ќе се растегнува. Да. Тоа е сега прашање на преговори. Бидејќи Арифи, господјата Арифи излезе со многу, за мене, успокојувачка изјава, како што разбравме, омекнати се барањата во однос на платформата, бидејќи нагласи три важни прашања околу кои што нема отстапки, тоа се СЈО, НАТО и ЕУ интеграциите и целосното почитување на рамковниот договор, односно неговото имплементирање. Тоа индицира дека на повидок е навистина широка коалиција, дотолку повеќе што доколку би се вклучиле, да речеме, уште некои пратеници од ВМРО ДПМН, сигурна сум дека тоа би биле некои кои што не се инкриминирани, да речеме, со последните скандали.
Во Аха, тој значи правец вие- би се движело. Тоа се моите проценки, не знам дали сум во право, меѓутоа мене така ми изгледа. Ова кога ќе го кажете да се вклучат неколку пратеници од ВМРО, ДПМН, значи вие мислите нормално ова се само прогнози, нели Не, ваши? јас тоа го прогнозирам, јас тоа не викам дека така треба. Значи тука има да, се разбираме. разлика. Значи, мислите да не добие владата поддршка од целата партија или дури од партиското раководство, туку мислите одредени пратеници на ВМРО ДПМН да и дадат поддршка. Да. Така ми се чини. Со или Мислам, поддршка има на многу база. индикатори кои што ме тераат така да размислувам, не значи дека сум во право. Тоа е мојата проценка во моментот, максимум што можам да антиципирам. Да, добро, но ако го погодите ова, сваќате дека вашата цена на политички аналитичар на пазарот доста ги се покачи. Ако излезе така. Јас не анализирам. А може би имате политиката некоја информација, заради не ги пазарни- кажувате, да. Не, немам никакви информации, Добро. тоа се само од ова што го гледате вие, јас што го гледам. Да. Професоре, Влада, вие спомнавте во вашето излагање дека ми се чини дека вие не верувате баш во функционалност на таква широка влада, но сепак ова што го кажа Чупеска е една друга варијација. Значи не е тоа баш онаа класична широка влада. Ја верувам во влада во која што ќе учествуваат партии кои што ќе споделат исти вредности, кои што ќе ги дефинираат тоа што прашате вие преска за националните интереси на Македонија, исто, и да немаат различни дефиниции за различни вредности, кои што ќе ги поддржат реформските процеси, почнувајќи од извештаите на Европската унија, извештаите на САД, на State Departmentот, извештаите на заклучоците од Прибе извештајот, клучните столбови кои што за кои што се нема време за чекање, почнувајќи од следење на комуникациите, на медиумите, обвинителство и судство, на надзорот независен и надворешен врз клучните овие инструменти, државни апарати и така натаму. Значи, Пршинскиот договор, каде што исто така се спомнува и завршување на имплементирањето на Охридскиот рамковен договор и секако бидејќи веќе е јасно, не сега, тоа откако е Македонија независна, дека во Македонија владите сепак по некое непишано правило имаат и албанска партија, а албанските партии сега имаат една заедничка платформа, дека и таа платформа треба да биде споделена помеѓу коалицијските партнери. Значи во таква влада верувам, а која од партиите ќе прифати таа идеја со сите овие реформи, не можам да антиципирам ништо, бидејќи ако рековме дека клучот во моментот е се уште во процесот на преговори кој што го води ДУИ исто така најави дека сите можни 5 опции, вклучувајќи и првата опција за можна коалиција со ВМРО се уште, иако веќе таа еквидистанца можеби е зголемена сега и помали се шансите да се направи таква влада со ВМРО. Добро, можеме ли вака да направиме една... Но не сум убеден дека се што стои во овие платформи, во овие документи и во овие барања, дека по дефолт и без некаков преговор, без некакви преговори и договори, дека ќе биде можно да се направи со СДСМ, например. Може би сум поумерен реалист или не сум преголем оптимист, дека тоа веднаш ќе се случи, бидејќи платформата е јасна и таа е кратка и точките во платформата се можеби прифатливи за партиите што преговараат. Меѓутоа, ако навлезете во подробности на тие елементи, во техникалиите како очекувате и ја замислувате имплементацијата на тие точки, тука може да има некој разидување. Ако има разидување, тоа значи дека уште една шанса сега со втората партија за формирање влада ќе се изгори. Не сакам да речам дека тоа ќе се случи, а обратното би сакал, значи да се има широка влада со едната, со другата, со било која партија кој што овие, бидејќи тоа се реформски процеси кои што не му се потребни ниту на ВМРО, ниту на СДСМ, ниту на ДУИ. Тие се процеси кои што и се потребни на Македонија. Да, токму тоа сакам да ве прашам. Значи,
било која влада да се формира, она што го бара меѓународната заедница е спроведување на клучните реформи, оние пред се кои произлегуваат од извештајот на ПРИБЕ во сите области. Да. Доколку ние добиеме, хипотетички, да имаме како опција две врсти на широка влада. Една е влада во која би влегле сите политички партии, која би била издействувана од меѓународната заедница, значи нешто слично како владата што имавме сега за спроведување на изборите, во која партиите неволно би соработувале. А друга влада е она која што вие кажавте, која би била формирана со еден заеднички идеолошки предзнак, каде што сите учесници во таа влада, без разлика, дали се целите партии или, како што вели Чупеска, дел од партениците, сите би имале една заедничка цел, тоа е спроведување на реформи и пред се владење на право. Кажете ми, која е разликата помеѓу овие две влади за еднината? Разликата е огромна. Само неколку елементи ќе набројам за да се обидам да предвидам дека првата опција воопшто не е можна да се оствари. Значи, реформите како збор се во ред, меѓутоа, вие ако треба во тие реформи да изгласате продолжување на мандатот на СЈО, како очекувате дека идната широка влада, во која што ќе учествуваат и ВМРО и СДСМ, ќе се договорат за продолжување на мандатот и да соработуваат и пред се, ако виненијата се покренати или истражните мерки се водат против одредени лица или институции, кои што во моментот, воглавном, ако не сите, се против носители на јавни функции на ВМРО-ДПМН, дека ВМРО-ДПМН ќе соработува со во таа влада со СДСМ за да се откаже. Значи, тоа е прашањето со кое што сега се соочува ВМРО-ДПМН имено. Тоа е прашањето дали да го избере патот на антагонизми, на непријателства со сите кои што ќе се осмелат да критикуваат, да побараат не само системски реформи, туку и внатрепартиски реформи пред се, и бидејќи со тоа за одредени луѓе се заканува затвор. И они тоа го знаат. Значи, дали да продолжат да се спротивстават, да бидат јака, силна опозиција, која што ќе бидат, бидејќи имаат огромна поддршка во народот, кои што може да повлекуваат маса надвор, на улица, можеби со протести. Тоа е тоа што се бара од странскиот фактор во меѓувреме. Значи, по тие алатки да не посегне ВМРО, туку да си биде конструктивна опозиција, ако не се договори веќе да направи влада. И затоа мислам дека опцијата, првата опција, за или следење на комуникациите, например. Како очекувате вие ВМРО да се согласи за да го реформира УБК, кога најзваничните имења од таа партија биле сите тие години начело на таа институција. Значи, реформата е супер се додека е на теоретско ниво и се збори за реформа и за доброто на Македонија и за интересите на граѓаните, меѓутоа ѓаволот сегаш лежи во деталите, а бидејќи лежи во деталите, тука интересите се диаметрално спротивни, ќе не се различни. Они предпоставувам дека ако веќе се направи таква влада со СДСМ, тоа ќе биде многу тешко да функционира, дури без ВМРО, поради реално тоа што може да го понуди ВМРО како опозиција, ќе биде многу тешко реално и за ДУИ, бидејќи вие преска го нашавте, меѓутоа не го дискутиравме принципот на победник со победник. Тоа е именно главната пречка зошто до сега ДУИ не може да сериозно не можеше до сега да ја разгледа, а сега ја разгледува, меѓутоа не може да дојде до одлука за таква влада со СДСМ, бидејќи платформата ни рекоа дека и со едната и со другата партија била, од едната и од другата партија била прифатена, единствено имало разидување кај СЈО. Да, добро, принципот победник со победник ќе позборуваме малку за тоа, мораме да направиме кратка пауза за реклами и ќе продолжиме со емисијата.